Почитувани, општина Прилеп стана дувло на масовно партиско вработување. СДСМ системски работи на планот за полнење на партиски кадри во општинската администрација. Прашуваме дали градоначалникот на општина Прилеп за нови партиски вработувања ќе потроши 100.000 евра. Нема пари за нови инфраструктурни проекти, од кои прилепчани ќе имаат најголемата придобивка, но затоа има пари за партиски активности и послушници на СДСМ. Јовановски и СДСМ единствено што прават е уназивањето на Прилеп. Дали градоначалникот Јовановски преку партиските вработувања сака да ги уцени граѓаните да гласаат за капиталистичко дело кое го потпишува Зоран Заев и владата на СДСМ со јужниот сосед, каде што се откажуваат од македонскиот идентитет? Дали Јовановски е свесен дека преку незаконско работење и вработување на активности само еден месец пред референдумот станува директен соучесник во криминалното и незаконско работење на СДСМ и Зоран Заев? Пред известно време прашавме колкав е бројот на новоработени во општина Прилеп и врз каков критериум истите се бирани, но не добивме конкретен одговор. Главен приоритет при вработувањата имаат внуки, ќерки и пријатели на функционери и видни членови на редот од СДСМ. Очигледно животот дојде за нив, но не и за обичните граѓани. Иако во предизборната кампања токму СДСМ и Јовановски најавија транспарентност, за сега освен за замајување на народот со навидно никакво работење, без ниту еден значаен реализиран проект, нема ништо друго да му понудат. Најдобар пример како не треба да изгледа и да работи е токму градоначалникот на општина Прилеп Илија Јовановски. Затоа оваа ненародна власт мора што поскоро да се замине за доброто на Македонија, за доброто на Прилеп, кој некогаш важеше за еден од најубавите градови. Народот е мудар. Народот секојдневно и препознава лажните ветувања и штетите кои произлегуваат од договорот со Бугарија и Грција. И благодарение на мудроста Македонија ќе победи.